Ако оној што има световно богатство забележи дека неговиот брат има потреба од нешто, па го затвори своето срце за него, тогаш како Божјата љубов ќе остане во него? Чеда мои, да не се љубиме на збор, ниту на јазик, туку на дело и во вистина. Прво послание на апостол Јован 3:17-18. Сочувствувањето и сострадалноста кон другите не треба да представуваат само празни чувства или зборови, туку нешта кои треба да се изразат во конкретни дела. Помагањето на другите не значи само давање пари. Тоа може да се изрази и преку искрено изслушување на некој кој има потреба од тоа, преку давање поддршка, па дури и преку посветување време на некој кој се наоѓа во неволја. Според тоа и малата помош може некому да му го промени животот, како што забележува светиот Василий Велики. Кога му помагаш на оној што е во неволја, ти не му даваш само нешто материјално, туку му даваш живот, односно одново го оживуваш. Вистинската добрина не се мери со зборовите, туку со делата, зашто на крајот она што го правиме за другите е токму она што остава најголема трага, и тоа не само во нивните животи, туку и во нашите срца. Ако оној што има световно богатство забележи дека неговиот брат има потреба од нешто, па го затвори своето срце за него, тогаш како Божјата љубов ќе остане во него? Чеда мои, да не се љубиме на збор, ниту на јазик, туку на дело и во вистина. Прво послание на апостол Јован 3:17-18.